и сметам дека победата е загарантирана за нашиот. Ние се трудаме, сепак тоа што е во тимот да остане во тимот. Па да, мислам дека срамежливоста нема никаква врска со идеите. Може би посрамежливите имаат подобри идеи. Ето така, уште еден аплауз за овој прекрасен тим Б. Сега ќе го поканиме и представникот на ТАФ аеродроми. Го очекуваме на сцена представникот на ТАФ аеродроми, кој што впрочем ќе треба да го каже последниот збор, односно да каже... Дека тимот А победува. Па, не знам, ќе видиме. Тоа оставам на представникот. Добро вечер, повелете. Повелете. И да почнеме со презентирањето. Ајде по добрата група, повелете. Почитувани гости, ви благодарам што дојдовте во толку голем број. Сакам да ви посакам убава вечер, нека победи подобриот тим. Добре дојдовте. Пред се, сакам да кажам дека ќе го презентирам проектот, кој што го работевме повеќе од 3 месеци. Го работеа повеќе од 3 луѓе за само 3 минути. Започнавме да го запознаваме она што всушност представува збогатување, односно зголемување на приходите од невоздухопловни услуги, која што произлезе како главна задача која што ни беше дадена од ТАФ тимот. Што направивме ние со цел тоа да го подобриме? Направивме една анализа, односно истражување на пазарот, со кое што ги утврдивме целните групи, кои што најмногу влијаат врз тоа зголемување. Понатаму направивме една детална анализа со цел да утврдиме како моментално се зголемуваат приходите и како би се зголемувале приходите доколку ги применат нашите решенија, односно решенијата кои што ние ги нудиме. И сакавме да го запознаеме македонскиот народ, односно да знаеме што всушност представува брендот ТАФ за македонскиот народ. И дознавме што на нив им треба. Нив им треба место во кое што ги се чувствуваат многу импресивно. Нив им треба very impressive place. Место каде што ќе можат да ги раѓаат своите импресии, импресии кои ќе им раѓаат емоции, а емоции кои што ќе зачуваат македонската традиционална култура. И како тоа ние ќе го направиме? Ние ќе го направиме преку 3 решенија. Решение за збогатување на услугите постоечки во ТАФ и збогатување со наши услуги. Издавањето на просторот под концесија исто во ТАФ, а воедно ќе направиме еден корпус, односно оделение кое што ќе соработува со владата на Република Македонија за намалување на данокот на горивото и прибирање на субвенции. И 3 пати јас се запрашав дали ова да го кажам или не, и се советував со моите колеги и моите колеги го кажаа истото, дека ова што ние денес ќе го направиме е идеја. Идеја која што се раѓа уште од самото место на паркирање, па се до полетувањето. From parking to boarding е нашата идеја. Ве поканувам да го погледнете видеото кое што ние ќе ви го прикажеме. И лицето на твоите најблиски. Твоето прво полетување и бескрајните височини. На бизнис состанокот и можностите на аеродромот. На луѓето што брзаат и оние што мислат на некого. На опуштеното кафе, пред заминување и на заљубените пари во последните мигови од нивната разделба. На оној кој што бара подароци и мисли на сакање. Оној кој што може да надокнадим за заборавеното. На сите испраќања и сите пречекувања. Знаеш дека ќе се вратиш. ТАФ аеродроми, live, fly and smile. Ви благодарам, дами и господа, мојот тим. Да, тоа е тоа. Мојот тим, тимот кој што треба да победи, но секако последниот суд го имам генералниот менеджер на ТАФ.
Но рано е за да пресуди генералниот менаџер на Сосема ТАФ. доволно биде. Мислам дека сега, вака според лицето, мислам дека не беше доволно изненаден од Секако дека не беше изненаден бидејќи очекуваше одлични студенти, одличен проект. Ти внимавај на господинот и пази како ќе реагира на ова што ќе го презентираме ние. Повели. Пред да започнам, едно едноставно прашање. Колку од вас студентите овде присутни верувате дека би се вработиле веднаш по завршувањето на студиите? Ова е тимот Б. Луѓето кои што научија како да се вработат веднаш по завршувањето на студиите. Нашата презентација. Добивме две задачи. Работевме 4 месеци. Направивме дури 8 истражувања. Посетивме 16 компании. Анкетиравме 200 испитаници. Се со цел да понудиме 4 реално остварливи решенија. Користејќи ги принципите на економија од обем и сегментација на пазарот, но и tailor-made пристапот, дизајниравме специфични рекламни пакети. Секој од нив е комбинација на неколку рекламни позиции, при тоа нудејќи и екстра бонус. Целта веќе ви е јасна. Да ги задоволиме специфичните потреби на компаниите по пониски цени, при тоа зголемувајќи ги приходите на ТАФ. Добивме вистински одговор на тоа како да ги привлечеме компаниите да се рекламираат на аеродромот. Но не застанавме тука. Детално разработивме уште две бизнес идеи кои ја имаат истата цел. Првата е учество на ТАФ Македонија во проектот Подарок од Македонија, земја на чувства. Суштината е изградба на уникатна сувенирница на аеродромската зграда. Тоа би значило можност за збогатување на содржините на ТАФ аеродромот. Во секој случај, Министерството за култура на Република Македонија веќе ни искажа отвореност за соработка. Она што е многу битно, за влог од само 0 денари добиваме добивка од 2.900.000 денари. Втората идеја, Radio on the Air. Најслушаната радиостаница во Република Македонија, Антена 5 радио, ексклузивно да го исполни етерот на аеродромот. Тоа значи бесплатна реклама во рок од 5 минути на услугите кои што ги нуди аеродромот, но и компаниите кои што соработуваат индиректно, се разбира, со ТАФ аеродроми. И повторно, добивка од 1.800.000 денари за само една година, со влог повторно од 0 денари. Но како би го посетиле аеродромот и тогаш кога не ни требаат неговите основни услуги? Денес тоа е можно. Има едно едноставно име. Симулатор на лет. Истражувањето на пазарот покажа дека постои огромна заинтересираност, бидејќи и сите знаеме. Не постои ваква атракција во Република Македонија. Деталната финансиска анализа па која што изработивме ни покажа дека ова исплатлива бизнес идеја со одличен повраток на инвестицијата во период од само неколку години. Убедени сме во успешноста на овие решенија. Се надеваме дека и вие по сите овие аргументи и факти кои ги приложивме. А впрочем, ние и немавме друго решение. Работевме за најуспешната компанија во Република Македонија. Ви благодарам. И сега? Паненот? И сега очекуваме. Главниот збор го има господинот од ТАФ. Who is the winner? Because it's better to stand instead of sitting here under the lights. Okay. First of all, I would like to thank to management of Fon University and estimate professors, teachers, and especially the students because of this kind of brilliant idea named Factory of Knowledge, because this is a great opportunity for the young people to understand what we are facing in the real life after they educated from the university. So both teams provided really good ideas. It's really very hard to decide which is the winner, but I have to choose, I think, one. There is no chance to choose both of. Maybe.
it's really a pity to choose one team because they did really great effort and they, how to say, create valuable things for TAV Macedonia, and most probably we will use some of those ideas. But since I have to choose one team, I will explain why. Не бързай, не бързай. The winner and Oscar goes to Team B. Thank you. Честито. Честитки за тимот Б. Ова е за вас како благодарност за вашето учество од Универзитетот ФОН. This is a gift from FON University. Ви благодарам и тима. Секако дека Добри бевте. Понатаму. Честитки. Честитки. Честитки за тимот Б. Тие во оваа категорија беа победници, но тоа не значи дека ако тимот А лошо ја започна оваа фабрика на знаење, дека нема да победи сосема на крајот. Напротив, се уште навивам енергично за тимот А. Ова беа двете презентации за ТАФ аеродроми. Не на честитки. Благодарам. Thank you. Продолжуваме ние. Така е. Беше тоа првата презентација и ангажманот околу ТАФ аеродроми. И нормално веќе сите знаете дека тимот Б го доби првиот поен. Имаме 7, чекај, рано е. Рано. Но тоа не се радувам многу, вака опуштаме. Ќе се опушти тимот А во следната категорија. Тимот кој што работеше за компанијата Ренова, кој што ќе го презентира својот проект, а потоа секако за истата компанија работеше и тимот Б, тимот на Ненад. Да ги поканиме. Тима Ренова.